Беше тоа на 7 февруари 1876 година, кога во Цариград умре Партенија Зографски, прв македонски учебникар, филолог, фолклорист и еден од најистакнатите културни и црковни работници од 19 век во Македонија и прв македонски митрополит. Роден е во Галешник во 1818 година. На 7 февруари 1908 година, во местноста Трнка, кај селото Долна Рибница Петричко, во борба со турскиот аскер загинал Мануш Георгиев Турновски. Бил македонски револуционер, учесник во македонското револуционерно движење, член, раководител и војвода на македонската револуционерна организација. Беше тоа на 7 февруари 1928 година, кога во Софија умира македонскиот револуционер и кратовски војвода Славчо Абазов. Учествувал во подготовките за Илинденското востание, војувал за време на Балканските војни. Во јули 1918 година Славчо бил назначен за член на окружната постојана комисија во Куманово и водел голема грижа за да го овозможи прехранувањето на населението. Учествувал во основањето на Илинденската организација и бил прв нејзин благеник. На 7 февруари 1938 година е роден Петар Глигоровски, македонски сликар и режисер на анимирани филмови. Дипломирал на Академијата за ликовни уметности во Белград, а анимација специализирал во Загреб. Тој е еден од водечките представници на македонската современа анимација. Автор е на првиот македонски анимиран филм Ембрион No. M во 1971 година. Беше тоа на 7 февруари 1942 година, кога е родена Марија Воденска, поет и романописец. Родена е во село Цакони, Воденско, Егеска Македонија. Завршила филолошки факултет во Скопје, а работела како професор и новинар. Член на Друштвото на писателите на Македонија од 1993 година. Книжевно творештво Гранитна есен, Три чешми, Беломорка прва и втора книга, Раселени прва и втора книга, Христијани и други. На 7 февруари 1944 година, кај селото Билјача близу до Куманово, во борба против бугарската војска и полиција, загина и Христијан Тодоровски Карпош, народен херој на социјалистичка Југославија од Македонија. Роден е во Куманово на 3 септември 1921 година. Беше тоа на 7 февруари 1973 година, кога во Скопје умре Никола Мартиновски, македонски ликовен уметник, педагог и академик, име кое 4 децении беше едно од најдобрите репрезенти на македонската уметност во светот. Тој е еден од основачите и прв директор на уметничкото училиште во Скопје. Роден е во Крушево на 15 август 1903 година. Беше тоа на 7 февруари 1992 година, кога Југословенската народна армија се повлече од Република Македонија, која станува независна држава за прв пат во 1000 години. При ова, Југословенската народна армија ги остави само зидовите од касарните. Од 12 до 16 милиарди евра вредело се што Југословенската армија изнела при повлекувањето од Македонија. Беше тоа на 7 февруари 1995 година, кога умре Шишман Ангеловски, македонски театарски, филмски и телевизиски глумец. Професионалната кариера Шишман Ангеловски е започнал во Куклениот театар во Скопје во 1957 година. Истата година почна да настапува и на сцената на Македонскиот народен театар. Член на Драмскиот театар станува во 1959 година, каде што има одиграно преку 80 улоги. Добитник е на наградата на Сдруженијето на драмските уметници на Македонија, како и на неколку други признанија добиени за остварување на филмот. Бил прогласен за најпопуларно ТВ лице во Македонија.